Што правиш? Ми требаат книги, мама. Ти треба читанки од 7 оделение. Ајде, остави ги, ке се извалкаш. Пушти. Каде ги носиш? Дома. Ни животот тешко ми било да ги разграничам тие две лица на Сабина, затоа што уште од мали години сум пораснат во театарот, тука ме носеше за да биде блиску покрај мене, за да може да работи и да действува и воедно да ме внесе во еден свет кој што мислам дека до ден денес сум. Ги памтам уште незините први изведби од, да речеме, Солонски патарди, кога помеѓу сцените каде што она не беше, ме носеше во бифе, се дружеше со мене, се играше, ме враќаше во некој од страничните седишта и додека играше некогаш дури успеваше да подкрадне по некој поглед кон мене да види, нели, оној мајчински инстинкт, грижлив, да види дали е се во ред со мене. Со оглед што некогаш се случуваше и така да биде тоа да ме фати замор после 20 гледање на една представа или 10-то. Меѓутоа секогаш тоа ми беше некако тие сеќавања ми се останати као нешто што било динамично, меѓутоа исполнето со топлина, љубов и грижа. Не знам, во тоа време повеќе се чувствувавме као дел од ние децата као дел од некаква комуна тука, бејќи секогаш имаше актери или театарски работници кои беа околу нас. Сабина беше еден од оркестраторите на тоа и мислам дека таа беше една од најзаслужните зашто волку генерации подоцна од клинци прерасна во луѓе што се бават со театар или со нешто слично. Како мајка, ја памтам мајка ми дека секогаш беше во некаква акција, енергична и секогаш имаше некаков план за денот. Не секогаш остануваше исполнет тој план, дека некогаш ги преценуваше собствените можности, сакајќи да постигне се и за секого, меѓутоа секогаш беше во тоа во таа динамика. И мислам дека таа динамика остана буквално до последните нејзини денови, кога последните 10 години откако влезе во пензија, некако се надевавме дека ќе се смири, дека ќе почне малку да зема време и за себе и све, и тогаш се случија ангажманите во Турција, кои што нормално беа прекрасна вест за нив да остане активна и све, меѓутоа беа со едно лудачко темпо. Значи летање 2 пати во неделно, играње и секако до последно враќање за во прва можност во Скопје, за да биде покрај мене или покрај мојот татко. Знаете што, актерството тешко се двои од човечноста. Меѓутоа, ако треба да направам некоја подела меѓу едното и другото, иако интимно моето чувство е дека не можеш да бидеш добар актер ако не си добар и голем човек, меѓутоа најголемиот впечаток, она што мене лично како актер многу ми значеше кај незе, е незиниот огромен професионализам. Прво беше многу голем професионалист, перфекционист, пријател страшен. Мене и на Мето ни беше како сестра. Така да се чувствувам гордо што ќе говорам за незе тоа што го знам. Навистина беше феноменален актер и другар. Не е толку едноставно да се издвои една работа која што би можела да ја наведам за тоа што оставуваше најсилен впечаток за Сабина како актер. Ние заедно работевме 2 представи и кога ме повикавте се потсетив како се одвива настаните тогаш. Фактички мојата прва професионална представа беше со Сабина. Првата представа по моето дипломирање и тоа поради сплет на околности бев повикана да ја режирам представата Свети за на темнината на Венко Андоновски, во која што улогата на мајка Тереза ја толкуваше Сабина. И бескрено сум и благодарна на Сабина, како и на целата екипа на таа представа, кои што како врвни актери ме прифатија да соработувам со нив. И практично тоа е она кое што ми остави најголем впечаток за Сабина.
на некој многу благ начин мене како млад режисер ме научи на тоа колку е важно да ја разбираме професијата на многу сериозен начин, да систематично да се однесуваме кон работите и да ја почитуваме хиерархијата во театарот. Тоа беше 2011 година, ја правевме Светица во темнината, представа посветена на мајка Тереза. Нина Николич ја режираше, играше одлична артистичка екипа, меѓутоа стожер беше Сабина. Кога Сабина прв пат после оние читачки проби во нормална делнична облека, ја облече рубата на мајка Тереза. Сите што беа присутни на пробата во салата, вака беше една саличка, изреагираа со едно Господе Боже. Импостацијата, држењето на телото, и беше исто како на мајка Тереза, а сосема поинаку го држеше телото кога седевме во Драмски театар во бифет. Рацете ги држеше исто како мајка Тереза. Лицето и се промени. Значи, таа физички можеби и наликува малку на мајка Тереза. Меѓутоа, лицето беше фасцинантно слично на мајка Тереза. И ние завикавме мајка Тереза, а инаку помладите артисти секако ја викаа мајка во театарот, затоа што им помагаше за многу роли, знаеше и да ги искритикува и да им го покаже патот. И го говорам ова затоа што представата помина одлично, знаеме што е мајка Тереза, го говорам ова затоа што пред премиерата имавме премиера во Скопје, потоа гостувавме во Рим. Пред премиерата во Рим, Сабина имаше страшна трема. И ми рече дека има страшна трема. Јас ја прашав, за да и одвлечам внимание, зошто има трема? Затоа што вели, овој пат на вистина се чувствувам после неколку изведби како мајка Тереза. А тоа значи дека треба да излезам во светот и да им помогнам на сиромашните и бедните. Сабина немаше многу високо мислење за оние духовници и духовни лица кои си го бараат само личниот мир во манастирот. Ја почитуваше мајка Тереза токму затоа што таа побара спротивно на нејзиниот ред да излезе надвор од манастирот и да им помага на лепросаните, гладните по Калкута, по улиците, и тоа го правеше, таа оформи свој ред. И јас си реков, не мораш да го правиш тоа, таа мисија во животот, затоа што веќе ја имаш направен. А таква реплика има токму нејзиниот отец во мајка Тереза, кога ја убедува Тереза дека веќе го сторила она од што страхува дека нема да го стори. Кога излезе на сцена, кога заврши представа, со овации беше поздравена нашата мајка Тереза, а еден италијанец, режисер беше некој, ме праша колку сме правеле кастинг за да најдеме артистка која може толку многу да личи на мајка Тереза. Јас му реков, немаше кастинг, одбрана е. И тој се смее, вели, значи имате многу вакви. Не, единствена е. Затоа што воопшто не личи на мајка Тереза, која ќе го симне превезо. И кога беше поклонот, тој ме потапка по рамо, ми рече, во правост. Сабина беше, многу тешко ми паѓа да кажам беше, актерка од светски калибар, а она што пленеше кај неа, тоа беше детето во неа. Вечно весела и вечно заиграна. Сабина Ајрула е исклучителна појава во нашиот филм и во нашиот театар од повеќе причини.
Она што јас многу го ценам кај неа и што го сметам за нејзина огромна заслуга и сила е тоа што јас мислам дека е она, ако не единствена, тогаш прва актерка која дојде од народностите, од турската народност. Што беше доста неочекувано во наше време, зашто ние почнавме заедно, негде 70-тите години, дури нешто порано, негде околу 68-та година ние бевме статиравме по представите, што не беше лош буџет за студенти. Така да така и се спријателивме. Така да јас Сабина ја знам од незините први чекори кои што ги правевме заедно во театарот. Сабина Ајрула како актерка, јас уште од мале години ја гледав, ја следев, затоа што нели имаше учество во многу телевизиски и филмски проекти кај нас во Македонија. Најголем впечаток ми има оставено во Солунски патрди, веројатно дека бев помалечка. Меѓутоа, после како се запишав на факултет, во секоја улога што има гледано, веќе поаналитично ја гледав. Ама од една страна пак, бидејќи ме имаше земено под закрила како турчинка надвор од Скопје, студирав на ФДУ и таа го имала истото веројатно како турчинка од Скопје, меѓутоа нели во драмски театар работела. Така да точно знаеш што се соочува. Ми во исто време и како актер и како човек ја следав, ја пратев и баш имам супер искуство. Ја исто така имав и прилика, шанса да соработиме заедно. Во Султан Сулейман бевме партнери на некој начин и исто така и претходно се знаевме. Многу добар пријател, партнер, наставничка, професорка и другарка, што е најважно. Стварно многу добра другарка и дури додека бевме во Истанбул, додека работевме заедно, се дружевме, исто така ме советуваше за многу работи и недостасува. Само тоа можам да кажам. И имам голема чест што стварно запознав таква прекрасна личност во мојот живот и што остави многу убави траги и спомени. Ке се обидам да бидам објективен, иако сум и син, од тоа што јас го гледав во нејзината актерска игра, бидејќи секако и работаме како режисери, можам да приметам нешто што можда некој би го зел здраво за готово. Нејзиниот карактер, со тоа што го покажуваше на сцената, беа за нијанса различни. Затоа што нејзиниот карактер беше импулсивен, ведар, некогаш така спонтан, претеран и све. Меѓутоа на сцената постоеше една многу прецизна механика и сталоженост кога истапуваше, уште од деновите кога јас ја памтам до последните денови. Мислам дека поради нејзината емотивност и поради нејзината, да речеме, трема, секогаш постоела таа, се спремаше дупло повеќе од останатите и тоа ја тераше да се компонира некако во самиот простор, да остане сталожена до тој степен да изгледа како да го владее. Секако тука беше нејзиниот маркантен глас кој што ја следеше нејзината појава на некој начин. Гласот е можеби нешто уште повеќе што луѓето го памтат, посебно откако почна да работи на поле на телевизија во надсинхронизација, меѓутоа и како бабата на Зоки Покиеве за помладите деца. Тоа беше нешто што останува врежано во колективната меморија, мислам, на нашите луѓе, на нашите сожители. Баба! Кажи, бабе. Ај, славеникот на баба. Да ти направи баба еден сендвич, да не си гладен. Не сум. Што си така нерасположен? Ајде, бабе, па денес ти е роден ден. Кога стоевме на брегу реки Вардан, Сабина ми каже, ако ќе имам син, ќе се вика Вардан. И така беше. И сакам да кажам дека Вардан само ми остана во Македонија.
ама многу ми е тешко. Извините што се покушавам да зборувам македонски, може нема да разберете се, ама сигурно неколку зборови ќе биде јасно колку ја сакам Сабина и како сум зврзана со Македонија. Тоа беше за мене најубаво време во мојот живот. Сигурно имав деца, имав маж, имав љубов, имав све, ама почнав да живеам со голема среќа во Македонија. Кога бев млада девојка, заедно со Сабина, почнавме да се снимаме во филм на Кирил Ценески, Покој рци јад. И тогаш бевме од првиот ден бевме стално заедно. Имаше она една специфична одсутност додека се подготвуваме за представа. Те гледа во очи, ама не е тука. Значи се подготвува за една феноменална, фасцинантна посветеност. Фурија. Можем да најдам многу изрази, али тоа беше она беше многу систематичен актер. На пробите ние правевме, враќаше, она сама ќе те врати, ќе речи не, ова уште еднаш да го врати го, ако не и се допаѓаше нешто. Така да беше многу методична. Имаше свој пат по кој го правеше ликот. Таа не ми беше само пријателка. Таа ми беше сестра. Сестра по нашите заеднички погледи на животот. Мојата професија е доктор, низината е уметност. Заедно целиме кон хуманост. Нези се допаѓаше најголем хуманоста во мојата професија и хуманоста како пријател, како човек. А јас се воодушевував исто од хуманоста која она ја поседува во многу големи размери, скоро немерливи, и исто во уметноста која што она ја донесуваше некако спонтано, ја имаше во себе, она не глумеше. Едноставно кога ќе се појави на сцена или како пријател во околина, влегуваше енергија која што не може да не те стопли. Во театарот имаше еден израз лавица од глумица. И тоа се сметаше за највисока титула, барем во колоквијалот и во бифето на Дрански, каде што најчесто се среќававме. Сите ја викаа неа лавица. И не знаев зошто е тоа така, меѓутоа како што ја запознавав, сватив дека тоа лавица има метафорично значење, дека не значи само добра глумица, артистка, туку значи и добар човек. Со неа јас имам соработувано 2 пати во животот, но се имаме дружено многу повеќе. 1998 година таа играше во една представа што се викаше Словенскиот ковчег. Партнери беше Ванчо Петрушевски, таа беше мајка во семејството, тој беше татко. Режијата беше на Димитар Станковски, исто така легендарна фигура и нејзин близок, соработник и пријател. Што помнам? Помнам дека тогаш прв пат ја запознав Сабина како глумица, како човек, како глумица, ја знаев нормално. Меѓутоа ја видов во процес на работа и таа имаше еден многу интересен однос кон сите. Сите внимателно ги следеше и јас помислив дека ќе изгуби концентрација која ќе дојде ред на неа. Точно им укажуваше каде треба акцент, каде не треба акцент и така натаму. Ако ќе дојдеше незината реплика и импостација, таа го правеше тоа како никому претходно да не се обратила. Значи тоа беше човек со извонредна концентрација, прво. И второ што помнам дека Димитар Станковски во една проба им ги ротираше местата на Ванчо и на Сабина. Вели Сабина, ти немој лево, отиди десно, а ти Ванчо оди лево, да пробаме така. Што се случи? Се случи Ванчо да го заборави текстот што перфектно го знаеше кога го промени местото. Сабина си го изговори својот текст. И кога Диме рече, па добро бе Ванчо, го знаеше текстот сега. Сабина му рече вака, Диме, врати го назад таму на таа позиција, затоа што ние глумците го помниме текстот испоред простор. И го вратија Ванчо таму, безпрекорно си го изговори монолог. Сабина беше мајстор за театарот, го познаваше во најситни детали. Например, јас тоа
подоцна го сретнав кога предавав семиотика на театарот, го сретнав тоа дека кај артистите текстот се врзува со точно определено место, па дури и со предмет што го држи враг. И дека ако му го смените местото или му го одземете предметот, ќе настане куршус. Сабина ги знаеше најдробните, најситните тајни на театар. Незината актерска енергија е тоа е еден широк диапазон на умешност и на знаење. Значи, јас сум имала можност да играм во повеќе представи со Сабина Ајрула, од Солунски патради, една урнебесна комедија, до една мрачна драма од типот на Домот на Бернарда Алба. Она што ја красеше огромниот талент. Сабина беше актер која што можеше се да одигра и во се да блесне и во се да го даде најдоброто од себе. И за неја немаше големи и мали улоги. Јас се сеќавам во еден проект, имавме гостин режисер од Турција, еминентен европски брехтовец, Юджел Ертен. Јас играв главна улога, играв некоја султана, беше приказната за бајка една турска Ферхат и Ширин. Сабина прифати буквално да ми статира, што е невозможно, нели? Било која друга актерка, во тоа време тоа беше и реткост во драмски театар. Се знаеше хиерархија, се знаеше кој со кого седи на маса, кој со кого работи, кој игра главни улоги, кој статира. Меѓутоа, големината на Сабина беше како актер токму и во тоа да она прифати да игра многу мала улога, некоја слугинка околу султаната, затоа што режисерот беше турчин и она знаеше дека без нејзино присуство, бидејќи она совршено го зборуваше турскиот јазик, таа представа нема да биде успешна и јас ќе се борам со мојата улога. Не се грижиш за венчаницава. Ќе ти ја вратам, сестро, како што сум ја зела. Ма грозно да не ти е малку тесничка? А не, малку ќе се подсоберам и ќе биде добра. Видите, на сите добри актери им треба време да се овладаат, така и нејзи. Немојте да мислите дека е многу едноставно, тоа не е. За да стане тој карактер, условно речено мој, да бидам, јас сум Благој Чоревски, јас не можам да бидам тој другиот. За да стане тој, тие проби се многу значајни. И ние на проби го правиме тоа, стигнуваме, нурнуваме во неговиот карактер, пронаоѓаме некои работи кои што писателот несвесно може да ги ставил како реплика, какова, па ние ја пронаоѓаме. Така да, затоа велам перфекционист беше, да. Интересно е, еднаш мајка ми кажа дека целата своја енергија ја има дадено во театарот и во драмскиот театар. Пред се има играно десетици, не знам, не го знам точниот број на представи, меѓутоа многу. Меѓутоа рече дека во еден момент кога почнуваат на пазар да ја препознаваат интензивно и кога почна стварно да се создава некаков вајб околу неа, е моментот кога таа почна да настапува повеќе на телевизија. Дури ни со филм не беше толку препознатлива. Меѓутоа, кога почна с телевизија, тоа што више стана една мала лудница. Секако, бидејќи таа беше и воспитана, израсната како тоа, остана во една своја скромност, во еден свој затворен свет, меѓутоа и се труеше на секој можен начин да одвои време и за сите луѓе кои што сакаат да разговараат со неа за незините улоги. Ја и завидувам на тоа трпение. Меѓутоа, како професионалец, мислам дека драмски театар и улогите во драмскиот театар се нешто од тоа што го оформи. Меѓутоа, верувам дека незините колеги имаат повеќе идеја за тоа како да ги кажат тие работи, бидејќи јас во тоа поминував како низ сон. За актерка од тој профил не постои улога која не е создадена за неа. Јас буквално можам да ја замислам во било какво остварување. Значи, не би можела да кажам што конкретно и што точно, затоа што и да фатеше го комплетираше и беше бескрајно верна како производ, како остварување. Таа глумеше со очи. Е сега во театарот, знаете, тоа е малку тешко да го забележите. Многу е тоа видливо на филмот. И таа имаше потоа и театар, филмски остварувања, односно ТВ остварувања, каде што можеше да се забележи дека нејзе очите и беа резервно артистичко помагал. Значи, тоа го правеше и кога не е на сцена.
Се сеќавам дека еднаш и се жалев на големи маки во животот, во бифето, а таа само со очите ми кажа дека тоа е безсмислено. Значи, не сум сретнал таков човек кој толку имаше моќ и на сцена и надвор од сцената со очи да праќа пораки. Јас дури се шегував со неа и велев, тебе очите ти се како некоја книга во која можеш да напишеш што сакаш. Да се говори за Сабина е многу широко, затоа што таа има огромен опус. Иако во театарот е некаде од 75-та година, веќе во 79-та го постигна еден од своите врвови, како Фатиме во представата Солунски патрди според Миле Поповски во режија на Коле Ангеловски. Јас сум убедена дека таа представа долго одеше на репертоарот и убедена сум дека голем дел од публиката и се враќаше на представата да ја види по неколку пати, токму заради Сабина. Нејзиниот слик или нејзината Фатиме беше она што го ја пленеше публиката. Од друга страна, таа, иако секогаш беше во трчање, во брзање, и мали беше денот за да ги стигне сите нешта, сепак, макар во последен миг стигнуваше и беше спремна да излезе на сцената токму онака каква што ја сака публиката. Неа публиката ја сакаше. Таа никогаш не ја изневери неа и сите очекувања од неа се исполнува од представа во представа. Она што е битно за нејзината игра, што реков, се предаваше целата на ликот и публиката го сакаше тоа. Иако е тешко да говорам во минато време, меѓутоа тоа е факт. Припаѓа на една генерација која е сосема различна од денешнава генерација на актери, кои поинаку го разбираат и го играат театарот. Она беше од оние класичните актери кои цела се предаваше, пак ќе кажам, на ликот. Теа, мори, јас си имала, мори, едно среќа. Кој? Ефендицанде, мој среќа. Fatime, canım benim, aşkım benim. Fatime, yalnız seni düşünüyorum. Ne uyuyorum, ne içiyorum, ne yiyorum. Yalnız seni düşünüyorum Fatime. На сите улоги ги правеше како да се нејзини, но можда би издвоил некој вака што ќе се сетам. Тоа се игранка во Лунаса, во времето на Лунаса, Дамите од Аламо, Болва Вуо, со која имав прекрасен диалог со нејзе, која игравме 20 и нешто години во драмски. Гама зраците, Сенишните невени, Солунски патрди, Фатиме, феноменална. Во сеќавањата. Моја последна работа со Сабина ми е пред колку 3-4 години е во фамилија Марковски. Сабина многу одигра во овој театар. Јас сум ја гледала и како дете, имав можност да живеам многу близко до драмски театар, растев во ова мало. За мене Болва Вуво, да речеме, Солунски патрди, тоа се едни огромни, големи представи, значајни за драмскиот театар, кои што се одиграле, може би над 300 пати
Играше и драми, играше и комедии, играше и современи представи. Може би сакала да ја видам, а чинам не ја видов во некој текст на Брехт, како да беше створена да ја одигра мајка на храброста. Таа незина можност за брза трансформација е она што го нуди Брехт како автор, значи малку сме внатре во драмата, па малку коментираме, се смееме, малку на свој рачун, малку кокетираме со публика и така. Сабина има безпрекорна кариера. Вие сигурно и повеќе знаете колку она има филмови одиграно, телевизиски филмови, серии, колку има представи. Незиниот печат во овој театар и не е само она што го има одиграно. Јас повторно ќе ви кажам, големината на еден актер е она што како наследство ќе го остави како начин на работа во театарот. И театарот е жива материја и аматеризмот како канцер знае да се шири. Она беше таа која што буквално го држеше професионализмот со две раце и не дозволуваше да се дојде, не знам, подоцна од 6 саат. Се лутеше кога некој ќе задоцни на проба. Се лутеше кога некој ќе дојде, фигуративно кажано, од бифе право на сцена. Значи, Сабина Ајрула е една генерација на едни еминентни актери, да не ги именувам, тоа се брендови на драмски театар. Не можам да наведам точно која била таа улога која што она е играла. Јас мислам со Сабина во театарските кругови многу малку имав шанса да се среќавам, бидејќи веќе во таа фаза кога јас почнав професионално да се занимавам со театар, таа веќе беше повеќе во некакви филмски сфери. Непосредно после тие наши заеднички представи таа замина во Турција, каде што почна некакво ново поглавје на својата кариера, и тоа на тие години, што е нешто навистина неверојатно, исто така вредно да се спомене, со кој ентузијазам, со која енергија, со колку снага и љубов на веќе пензионерски денови, патуваше, беше секогаш подготвена за нови предизвици. Меѓутоа, сега како размислувам од оние представи кои што ние заедно ги работевме, специфично е тоа дека Сабина навистина имаше исклучителна моќна трансформација. Така што, како голема актерка, сметам дека Сабина можеше да игра се. Да, секако тука постои кај секој човек, меѓутоа кај актери посебно, едно чувство на минливост кога се ближи пензијата, затоа што чувствуваат дека повеќе нема да го имаат тој спотлајт, тие се навикнати на внимание, на публика, на нешто што пренесуваат. Сега, кога дојде тој дел од пензијата, таа се уште имаше некои ангажмани, дури и сама смислуваше ангажмани. Представата Мајка Тереза е еден од оние проекти кои што таа, не знам, со неколкумина луѓе ги буткаше сама. Имаше независни проекти, имаше проекти у мала станица кои што сама ги организираше, само за да остане активна. И во тој момент се случи тој повик за кастинг и сега јас тоа е нешто што го памтам. Немав прилика многу да работам со мајка ми, поради она едно посебен тип на воспитување од дома, да нема протекционизам и да нема непотизам по ниедна цена, дури и да е вистинската улога за нешто што јас би го работел, или она кога би имала нешто, некој проект кој што е добиен, што би знаела дека би можел да го сработам добро, не постоеше такво нешто. Тоа беше нешто, едни кодекси на однесување кои што беа врежани и кај моите родители, се надевам дека ја и понатаму ќе ги практикувам. Сега, една од ретките работи беше тоа што требаше да се направи за Султан Сулејман, беше да ја помогнам околу кастингот, да снимам видео со кастингот. И тоа мислам дека створи еден хаос, една комплетна паника, затоа што викнав на снимател. Јас се обидував да ја давам индикации за улогата која што требаше да ја пренесе пред нормално на бел зид, да пренесе тоа чувство на една авторитативна жена, на една, како да кажам, жена исполнета со грубост и нежност во исто време. И тогаш мајка ми комплетно се блокираше. Тоа беше комплетна трема, затоа што прво многу изначеше такво нешто да се врати во Турција со некаков проект. Тогаш уште и не беше јасно и на неа ни на мене гледаноста и популарноста на таков тип на серии. Барем на мене не ми беше. Нејзината трема беше голема, меѓутоа со малку кавги и после десетина обиди успеа да изведе неколку пристојни кадри, каде што
успеа да си го даде она што обично знае да го даде како актерска игра. Дури мислам дека јас и одмогнав повеќе со моето присуство, но ете го направивме. И кога ја примија, кога одговорот стигна брзо, тогаш веќе беше новото ниво на паника, односно што ќе правам сега со турскиот што јас го знам, кој што тукашниот турски е различен со тој што се зборува таму, да не зборуваме за тој османлиски турски кој што појма немам никако ни дали сега се практикува тука или дали се зборува воопшто во Турција. И тоа понатаму се претвори во едно исклучително динамично, но едно убаво доживување и убав низ на години, кај што мајка ми беше исполнета со својата професија во турската продукција. Во 2010 година пријателка една што беше генерален координатор на Величествениот беше дојдена тука во Скопје и бараше нели за Величествениот по мајка, како се вика тоа мајка по не знам по доење. И јас реков имаме ние неколку возрастни актерки и пуштивме слики од неколку возрастни, меѓутоа луѓе во секунда беа тука во Скопје, беа седнати негде на кеот. И одма ја одбра Сабина по сликиви и дали може да ја викнеш госпоѓава. Не знаев како да ја викнам, затоа што не можев да ја добијам на телефон и пишував пораки. Никако не ми одговараше, му се јавив на Вардан. Мајка ти ја бараат од Турција за Величествениот, а Величествениот веќе беше многу популарна во Турција. И он ми вика, бе, она ја отида на, нели има тука во Скопска Црна Гора, мислам дека некоја куќа. Вика, не можам ни јас да ја добијам. Бе, викам, јас луѓе пишуваат на мејл, веќе ја бараат за разговор, пошто беа дојдени овде. Например, беше август месец, таа веќе мислам дека во септември требаше да почне да снима. Небитно, некако ја најдовме, се слушна, се виде со нив и многу беше јако, се јави вечерта на телефон. Слушај сега, пошто ми наметна вакво нешто, брзо поступачно, 5 дена пред да одам во Истанбул, ќе треба да дојдеш да поработиме на не знам каков турски. Тоа беше многу смешно, на не знам каков турски, заради тоа што се договорила да работи нели на тој малте некако османлиски нешто зборуваше, некој старотурски. Така да тоа малку кратко искуство што го имаше тоа дива, мислам, работевме во домашна атмосфера кај нејзе, не беше нешто дека јас работев, ама имав шанса од блиску да ја следам како таа работи на сценарио. Јас морав да одам во Турција на нејзина покана многу пати. Еднаш присуствував на сетови на нејзиното снимање. Се сеќавам како доаѓа нејзините колеги да ја запознаат пријателката на Сабина. Значи, јас бев толку почестена со тој гест, значи дека многу ја уважуваа како колешка, но и народот во Турција. Ние кога се движевме по улица, се создаваа редици, кои што имаше од 7 до 77. Сите трпеливо чека да ја гушнат и да се сликаат. Јас тоа не го имам доживеано во нашата земја. Додека во Турција, на вистина, ние не можевме да се движиме надвор во улиците, ја препознаваа и тогаш она застануваше и трпеливо чекаше се додека последниот обожавател што ја познаваше, не го гушне и не се слика со него. Млади бе, мислам дека ја сакаат. Да, многу. Мислам се дружеше со сите и дури она ни беше пријателка, другарка, што ни беше друштво за натур која излагавме на седенка, на дружење, пиење, журкање, муабет, све во едно. Љубов, добрина, длабочина, сила, енергија. Една голема енергија која што продира во сечија душа. Мислам дека не може човек да остане имун на незината топлина. Енергија, живот, волја за живот, позитивност. Убавина. Јас сега малку кога ќе помислам на Сабина, веројатно сега за тоа што ја нема. Прво се натажувам и многу ми недостига. Меѓутоа, секогаш кога ќе се спомне Сабина, прво ми доаѓаат низините очи. Имаше една многу фина педагогија во себе, во критиките беше мека,
нежна, имаше еден, како што кажав, педагошки пристап, а за разлика од тоа, комплименти не штедеше. Таа беше пример, учител, без титула, но тие немо ја слушаа додека зборува, седеа во нејзино присуство и ја прашуваа одредени работи што нив ги интересираше, тие ги впиваа како, да не кажам, едноставно како сунгер, се што она ќе кажеше и доаѓаа до незе да ја допрат, да ја гуштнат и да ја прашаат како ти успеа, како ти го можеше тоа. Таа секогаш им кажуваше, да, и вие можете. Секако дека можете, само треба да се обидете и да бидете цврсти во вашата желба. Имаше огромно влијание, бидејќи Сабина беше строга, строг професионалец. Например, и покрај тоа што после доста долго време на соработка и заеднички представи, патувања, можам слободно да кажам и дружби, Сабина секогаш нам ни се обраќаше со вие, на сите помлади колеги, и секогаш го наметнуваше тој еден висок стил фактички на однесување и, како што и претходно наведов, однос кон нашата професија. Но можем да кажем дека ми беше чест да се дружам со Сабина, да бидеме пријатели и вака, надвор од сцената и надвор од филмот. И ми беше чест. Моите сеќавања за неја се секогаш драги. Она беше духовита жена, беше дама во секој поглед на зборот, беше чесен човек, беше градски човек, беше може би не е тоа вистинскиот збор, меѓутоа беше во најдобра смисла на зборот аристократкиња или госпоѓа, дама. Годините не се оние кои ја дефинираат возраста, туку состојбата на духот и умот. Знаеше да се насмее, знаеше да се расположи. Кога ќе влезеше Сабина во бифе, ние сите знаевме дека ќе има фани, ќе има забава и дека до рани утрински часови ние ќе се дружиме. Веројатно не би можел да ја кажам една работа. Веројатно би требало тоа бидат еден голем низ на работи, затоа што често луѓето што ни се најблиски ги сваќаме здраво за готово, дека вечно ќе бидат тука, не е така и не остануваат тука. И иако мислам и така ме убедуваат дека она секогаш знаела мојата почит и љубов кон неа, таа не често беше вербализирана, не беше тоа кажувано, него се движеше низ животот. Се надевам и сигурен сум дека би знаела и меѓутоа би сакал да ја го кажам тоа, дека колку сум горд на неа и колку сум и благодарен што ме израснала ваков како што сум сега. Бескрајно ја почитувам, бескрајно ја сакам за се што ми пружила, што ми дала можност да бидам нејзин партнер, да станам нешто подруго од она што сум приватно, како Благој Чоревски. Сега би рекла, драга моја Сабина, жива си. Големите луѓе не умираат. Постоиш секојдневно, има луѓе кои што се сеќаваат на тебе. Еден човек живее се додека се зборува за него, се мисли на него. Драмски е жив. Имавме пребрежја, имавме падови и успони, меѓутоа драмски е сега во еден зенит. Има млади актери и се оно што го научив од тебе, дрско, дури агресивно го пренесувам на новите генерации и со професионализмот не правиме компромиси. Ти благодарам. Ќе пробам да се извлечам, да не завршиме во тага, би повторила да не ги лажира диетите. Ако е на диета, значи да не чепка месо од вамото.